Почитувани, време е за нашето редовно дружење. Започнува најновото издание на Нов ден, а во неа ќе ви понудиме некои нови содржини кои што ќе може да ги проследите дома во опуштена атмосфера. Верувам дека она што ви го подготвивме ќе ви се допадне. Фудбалот представува не само најважната работа на светот. Фудбалот е еден од најпопуларните спортови на светот и представува воедно и можност за здрав живот, но и убава рекреација. Охрид е град кој што нуди многу добри можности за практикување на овој вид на спорт, но нуди и вакви можности за најмладите генерации. Всушност, Охрид е град кој што има најмалку две екипи кои што се занимаваат со ваков вид на спорт, а кои што се составени од оние најмалите. Нешто повеќе околу бенефитите кои што ги нуди фудбалот, меѓутоа и за самата детска мала лига во фудбал ќе ни каже фудбалскиот тренер Наум Јанкуловски. Почитувани, денес се наоѓаме на тренингот на една млада и перспективна екипа. Тоа се момците од екипата Топ Тим од Охрид, а нешто повеќе околу тоа кои бенефити ги има фудбалот за нив, односно за развојот на малите деца, меѓутоа и генерално како спорт и начин на рекреација, ќе ни каже нивниот тренер Наум Јанкуловски. Наум, ајде прво да кажеме кои се тие бенефити кои што фудбалот како спортска дисциплина ги нуди за развој на малите деца. Првен да ви се заблагодарам за тоа што ќе снимиме емисија. Фудбалски клуб Охрид Топ Тим е формиран пред 4 месеци. Броиме околу 40 деца кои што се регистрирани во официјален систем на Фудбалска федерација на Македонија. Фудбалот како спортска игра допринесува за подобар развој на психофизички развој на младите дечиња. Со оглед на тоа дека во последно време децата се повеќе активни на компјутер, помалку во спортот и на улица, можеме да кажеме дека работата со младите категории пред се влијае многу позитивно. Какви се вежби употребувате со цел да правилно да се развиваат децата? Нашиот тренинг започнува со вежби за загревање. Тука применуваме комплекс на вежби за обликување на телото, потоа применуваме специфично технички вежби со топка, како би влијале на подобрување на фудбалската елементарна техника. Потоа преминуваме на главниот дел. Главниот дел ни представува вежби кои што се наменети за на правилна игра во текот на еден фудбалски надпревар. Потоа имаме мал дел, шутерски дел и на крајот доаѓаме до завршениот дел. Завршениот дел го употребуваме вежби за лававење и за истегнување на целиот организам. Добро, рековте дека вашата екипа е млада, значи постои само 4 месеци. Колку што знам јас, се надпреварувате во она мала детска лига во фудбал која што ја има на територијата на Република Македонија. Колку е важно за овие мали деца да учествуваат во неа и да покажат едноставно што знаат и што умеат? Учеството на децата во организиран систем е голем плюс, затоа што тамо се водат целосна евиденција за тоа колку надпревари одиграле, за тоа дали се надпреваруваат во своја категорија, односно дали имаме поголеми деца во помали категории и мораат сите деца да бидат прегледани од доктор за спортска медицина, како би се влијаело да се спречат некои евентуално аномалии или деформитети на телото и слично. Добро, Охрид важи за спортски град. Колку според тебе, знам дека и претходно, значи подолг период работиш во фудбалот, колку според тебе во Охрид, значи постои тој талент за фудбал? Талентот за фудбал постои, како и талентот за другите спортови, како например ракомет, кошарка, пливање. Талентот е само одреден дел, све другото представува работа. Доколку нема правилна и систематска работа, талентот ќе остане само талент и нема да го добиеме финалниот производ, односно фудбалер. Меѓутоа, фудбалот треба да се свати и како забава, дружење и спортовање,
Затоа сите дечиња на возраст од 18 до 7 години пожелно е да почнат да се занимаваат со спорт како би другарувале и би имале добри резултати. Почитувани, во денешното издание на емисијата Нов ден за вас имаме еден навистина специјален гостин. Успеавме некако да го фатиме, што се вика, на бегање, бидејќи човекот си е навистина зафатен. Малку уште време му останува тука во нашата држава, потоа си се враќа на своите работни обврски. Мој денешен гостин е неповторливиот и еден од најдобрите джез музичари можеби на планетата, Владимир Четкар. Владимир, најпрво добре дојде во студиото на ТВМ. Добре те најдов, Мишел, и ти благодарам на поканата да бидам гостин во емисија. Така, со задоволство ми е. Како што кажав и во најавата, тешко е да се дојде до тебе од сите тие бројни обврски кои што ги имаш, меѓутоа ете во овој краток временски период си во нашата држава. Ајде најпрво да проговориме околу твојот албум Heavenly, кој што ете некаде од декември јануари, така 2014-та. 13-та се извинувам, значи го имаме во продажба, значи како физичка дистрибуција. Па да, меѓутоа не се уште не во Македонија. Први излезе во Јапонија, во Токио и така да потоа полека се расшири, еве сега ќе излегува во Тајланд во новембар, почеток на новембар и тоа е навистина еден битен момент како за мене, така и за промоција на државата и на нашите уметници во далечната Азија, далечниот исток. И како и во Америка, Англија, дигитално, а сега ќе излезе исто во новембар во Германија, во Австрија, во Швајцарија, во GAS регионот, газ регионот, со физичка исто дистрибуција, преку Джордж Лајтнер, агенцијата која е позната во светот, во Европа е најдобра за токму тој стил аз кој го работам, значи еден микс на джез, на фанк, на сол, на диско музика. И нормално нормално сакав што побрзо да излезе во Македонија и во Охрид, да можеме да си направиме убава промоција за пријателите, за сите мои блиски. Меѓутоа и тоа ќе се случи за секој момент, нели приоритет ми се тие работи прво да ги завршам таму. Така, спомена каква комбинација представува музиката која што ти ја компонираш и интерпретираш секако. Да. Што може да речеме да очекуваат твоите верни фанови тука во Македонија, со оглед на тоа дека се уште немаат можност нели да го дофатат твојот нов албум? Да, па некои песни веќе ги слушнаа на радиот, кој Heavenly е нели исто насловот на албумот, и на синглот кој прв излезе и се пушташе тука и се уште се пушта, колку што знам, колку што има прилика да самиот слушнам по радијата. Меѓутоа тоа е типично е што све е снимано во живо, како и претходниот албум We Will Never End, се е снимано со оркестрални секции, со гудачки делници, со дувачки секции, исто ритам секција. Јас ги пеам сите пратечи вокали, пратечи гитари, соро гитари ги свирам и главниот вокал. Нормално тоа е мојот потпис, сакам да кажам, работам се на албумот сам, го сваќам како стрикно како занет, дури нотите ги пишам на хартија, не ќе да ги пишам на компјутер, ниту знам да ги пишам на компјутер. Не ја сакаш дигиталната верзија, сакаш. Па јас сум многу со нешто кога зборуваме за музика, старомоден сум. И јас сакам целиот процес да помине повеќе да се испотам, не сакам кратки негди стази, сакам све да работам да го доживеам албумот, секој збор од текстот како пишувам, да има нешто соврзано со мене, дали психички сум го доживел, дали вистина сум го доживел, сакам да биде на вистина дел од мојата душа во тој албум ставена и така таа искреност треба многу повеќе време да се запише и да се изаранжира и да биде како што јас сакам да биде, така да кога ќе дојде сега секој момент, моментално се нели печатат седињата во Германија и ќе добијаме еден дел и тука токму за тие фанови кои ги спомна. Така, спомена дека албумот е сниман нели во живо. Да.
Ајде направи ни една паралела, верувам дека ова прашање често ти го поставуваат, меѓутоа како ти го доживуваш начинот на кој што ги работиш твоите албуми? Ете една споредба помеѓу она претходно што си го правил и ова сега што си го работел исклучиво во живо. Па јас самиот факт дека пораснав со музика од 70-тите години, од 60-тите, 70-тите и дел од 80-тите години, така ја сватив таа музичка индустрија, тие снимања во студио со поголем простор, нели каде што има време да се одмориш, да се релаксираш, да снимаш, да разговараш со музичарите, некако имам фобија од мали простори со еден ставен компјутер и еден синтесайзер, тоа не го сваќам јас како студио, иако така се работат денеска и најголемите можеби албуми кои ги слушаме од комерцијалната музика. Јас така го тоа си го сватив како едно доживување и сакав тоа го прашање бидејќи често пати уште кога снимав првиот албум, сакав да ги рекреирам тој процес на создавање музика кој го користеле и го практикувале луѓето пред 40-50 години. Како тие, нели, денеска поголемиот број од нив веќе не се меѓу живите, меѓутоа сакав со таа технологија која тогаш имале да замислам како тие го снимале. Нели се аналогно било, немало многу простор за едитирање и сакав така да го снимам албумот, да биде навистина органски албум. И денови и ноќи буквално не спијав, сакав да влезам во таа еден измислена фантазија на тој музички свет. И за потоа, кога го снимав вториот албум, дојде некој од најзначајните музички фигури кои како мултиплатинестите продуценти Патрик Адамс, Том Молтон кој е таткото на ремиксот и на сите диџеи на денешницата кои ги слушаме. И токму ги прашав нив дали беше вака кога вие снимавте за 70-тите години Студио 54, Парадис Гараж, првите диско периоди кога комерцијалната музика е најсофистицирана. Неспоредливо пософистицирано од било што денеска што слушаме. И тој викат како беше вака, кој ти сега што снимаш исто, со многу страст, со многу енергија, со многу буквално љубов кои музичарите нормално имало тука и дроги и такви работи, глупости кои нормално јас не ги практикувам, знаеме какви биле 60-тите, 70-тите години. Јас сега повеќе практикувам спорт и нормална чаша винце, 2 чаши винце, тоа ми отпушта во студио, меѓутоа сакам да направам паралела дека не е се исто како што работам, како што работеле тогаш. Меѓутоа да се земат на некој начин можеби најпозитивните работи од минатото. Најпозитивните работи, тогаш нормално било голема продукција, снимале имале по 60-70 гудачи само на еден скромен буџет, скромен за албум. Значи имале многу луѓе кои биле дел од целиот проект. Јас имам посебни начини како ги снимам моите гудачки секции, нели ги земам една мала групација па ја на 4-5 гудачи па ги дуплирам, добивам во бројност така, компензирам, меѓутоа го добивам тој идентичен звук и сакам до студио одам со точак, со велосипед си одам до студио, разговарам со музичарите, сакам да ги запознам пред да снимам, сакам да знам каква енергија има музичарот кој ќе го ставам на мојот албум, бидејќи тој е после за секој пат. Така, ако осетиш некоја негативна енергија, пред би го исплатил и би го пуштил да седи дома него ли да свири на албумот. Така, тоа станува трајно, нели? Така е. И ето тука сум многу педантен во таа работа. Можеби не сум во други работи педантен, меѓутоа за тие работи сакам да се перфектни. Кога снимам и самиот себе си да било кога го се слушам после 5-15, да сме здрави живи 20 години, да речам и да се вратам назад, истото би го направил. Ништо не би променил. Така. Тоа ми е голот. Ајде малку да поразговараме околу твоите живи свирки. Знам дека практикуваш секој пат кога ќе се вратиш тука во Македонија и посебно во Охрид, нели да си одржиш по некоја жива свирка тука да слушнат дел од твојата магија охријани. Каква е вибрацијата која што се добива на тие живи свирки?
Па многу е посебна бидејќи тука на домашните свирки во Охрид можам да ги препознам во публиката моите пријатели од детството, фамилијата, семејството и тоа е навистина посебно одоживување. Многу сум релаксиран. Самите луѓе во аквариус ми се сите драги пријатели каде што редовно ги одржувам свирките. И соработуваме и професионално, меѓутоа сме и приватно многу блиски пријатели. Така да сето тоа е незаменливо од аспект на како јас се осеќам дома кога свирам, порелаксиран сум и сакам да комуницирам со сите, се трудам сите кои дошле да им се заблагодарам, бидејќи тоа јас го работам со љубов, не го работам стерилно како многу други професии, само конкретно јас сакам работата и сакам да им се заблагодарам на тие кои дошле да ме слушаат и ми е многу битно тоа е традиционално да се одржува секако година како што се одржува до сега. Така, ајде една паралела со свирките кои што ги имаш надвор од државата. Ете, конкретно работиш и живееш во Њујорк. Да. Па тоа е сонот кој како дете го имав. Да заминам, да свирам во некои места во Њујорк, во Лондон, во клубови кои се легендарни и представуваат нешто на глобално ниво во светот. Значи тоа е предизвик за било кој музичар да настапи во тие клубови, пошто тоа не се клубови како што дел ги сваќаат тука. Еден клуб како Blue Note или Soho Jazz Club во Лондон има неделно програма идентична како што има Скопскиот џез фестивал во цело едногодишно издание. Ти се толку звезди концентрирано свират во тој клуб и тоа се како луѓе како Чик Кореа, како Херби Хенкок, како Пат Метени, а тоа се клубови за 250 луѓе само. И на истата сцена, за да застанеш да свириш после нив, е неверојатно самото тоа доживување. Тоа е еден психички момент кој го пребродив во 2008 година кога прв пат засвирав, кога се пресели во Њујорк Тазе. И таму е публиката премногу критична, бидејќи тоа е стално објаснувам како Њујорк е Виена за џезот, како што е Виена за класика. Како да го има џезот во своите вени, не? Па тие таму, нели таму најповеќе се лансира џезот, таму на некој начин се створи, тука се собра цела енергија од цел свет, не само амерички музичари, најдобрите европски музичари. Таму често доаѓа и оставија неверојатен едно наследство за светот, зборувам. А Њујорк е град на светот. Јас не можам да го опишам Њујорк како амерички град. Амерички град е Флорида, мислам тоа е држава Мајами, Бостон, Чикаго. Њујорк е сосема поинаку. Њујорк е град на светот, така го осеќам јас. Така да тие настапи таму се сосема поинакви. Тоа е преизвик и тоа е веќе нешто што ти влегува во кариерата, ти го гради портфолиото и сите со сите настапи си се повеќе побогат, повеќе вредиш и особено се тешки да ги добиеш. Потешки се многу фестивали, џез фестивали буквално се на исто ниво по престиж, по тешкотија да влезеш на таа сцена, да те забележат музичките директори кои ја прават програмата, така да тоа е сосема поинако, не би ги споредувал и преубаво искуство е нормално кога се представуваш пред светската публика, меѓутоа ништо поубаво не е него кога сум дома свирам, бидејќи тука си имам друга магија. Така, добро, спомена дека сакаш здрав живот и дека се настојуваш да си го користиш својот велосипед за да се тркнеш од едно до друго место. Со оглед на тоа дека нашата емисија посветува добар дел од времето во практикување и запознавање со сите здрави навики кои што би требало луѓето да ги практикуваат и имаат, па не нешто околу твојата врска со велосипедот. Нели и во самата емисија ни дојде така. Да, па буквално кога се слушнавме јас бев струга со точако со велосипедот како било. И со брзање се вратив да дојдам на време. Неверојатно е бидејќи истовремено не загадуваш ништо. Добро е за кардиоваскуларниот систем, за здравјето. Ако си мераклија да касниш малку поиќе, ќе потрошиш нека калорија, ќе се избалансира све, на крај се си е на своје место.
да кажем. Имаме прекрасни предели околу езерото, околу или не мора да направи целата тура, него може да одиш само до Струга, како што бев на пример, или до Градиште, до Трпејца со велосипед. Мислам дека тоа во иднина така и треба да се размислуваме генерално, да направиме убави патеки, да се намали користењето на автомобили, да направиме ше почист градов и да сме самите ние поздравија. Ето, велосипедите се и најевтин начин на превоз. Така. Користи собствена енергија. Така. Добро, Владимир, што е она на што во моментот работиш, што имаш некои планови ете за во иднина? Па, тука сум уште од прилика месец дена. Ќе имам некои настапи во Скопје и во Витола. Така да потоа заминувам на повторно назад за Њу Йорк и главниот приоритет ми е концертна турнеја за промоција на албумот, бидејќи досега тоа не го имам направено ниту во Европа, ниту во Америка, зборувам за новите материјали. Така. И како што спомнав, треба да, бидејќи неодамна потпишав со Джордж Лайтнер агенцијата, која е агенција за кој ги менаџира Шака Кан, Kool and the Gang, сите тие Earth, Wind and Fire, сите тие жанрови кои јас, мислам, бендови кои јас со кои сум пораснал. И токму тие ќе организираат европската турнеја, околу 10 на концерти, со новите материјали, новите албум, и во Америка имам неколку настапи во Њу Йорк, во Вашингтон, во Лос Анџелес и Бостон. Така да тоа ми е сега приоритет. Што повеќе концертно да ја испромовирам, да го испромовирам албумот. Така. Добро, мене ми останува да ти се заблагодарам за твоето денешно гостување во емисијата Нов ден. Ти посакувам во овие преостанати неколку денови во кои што си се уште во нашата држава, не само да имаш прекрасни свирки, туку ете малку и да си одмориш, бидејќи те чека напорна работа кога се враќаш дома. Владимир, ти благодарам за твоето гостување. Се надевам кога ќе се вратиш повторно во држава, ќе се видиме уште еднаш, ќе ни кажеш што имаш повторно новости. Сигурно дека ќе се видиме, ти благодарам уште еднаш на поканата и да имате прекрасна сезона со емисијава. Така, ти благодарам јас тебе. I've traveled so far. How sunny and special you are. For you I am singing and playing guitar. Just made a wish on this traveling star. You are my baby, you are the one. Smile at me honey, you shine as the sun. Fresh in the morning, you walk by the shore, making an image that's hard to ignore. Yeah, heavenly. You make me feel heavenly. You make me feel, giving me all that I need. Oh, how can I forget the day that
Безброј пати сме слушале за скапите хотели и прекрасните места за престој на секаде низ светот. За оние луди цени кои што луѓето ги плаќаат за престој за само една вечер. Меѓутоа сега нема да зборуваме ниту за хотели, а ниту за лудите цени кои што се плаќаат. Сега малку ќе летаме, и тоа буквално. Може би мислите дека ако летате до Њу Јорк не е важно како ќе стигнете, само посакувате да се најдете таму. Сепак некои авиокомпании, она што го нудат за време на летот, може да ви се чини дури и подобро од крајната дестинација. Singapore Airlines Suite Class е прва најлуксузна комерцијална авиолинија која нуди посебна кабина апартман со спална на која може да уживате. Целиот интериер е изработен од страна на француски и италијански дизајнери кои ги уредувале и едни од најпознатите луксузни јахти. Апартманите се со најквалитетни материјали и елементи, целосно приватни и дигитализирани за сите потреби. Но задоволството со луксузна приватност и врвна услуга сепак ќе ве чини и луксузен златен билет од $23,000. Тоа баш и не може да си го дозволи секој, но некои од вистинските азиски фанатици се подготвени да земат и кредит од банка само за да го доживеат ова задоволство. На почетокот уште при влезот во оваа класа ве очекува лоби како во хотел, а додека дојде авионот, добивате и приватна соба во која може да се опуштите додека чекате. Не само што добивате врвна услуга и приватност, туку може да уживате и во првокласната храна и пијалаци и во вашиот приватен апартман, но и во ресторанот каде може да се најдете и со останатите патници од оваа класа. Секој оброк е подготвен со посебно внимание и во однос на вкусот, но и во однос на изгледот. Тука навистина може да ги пробате највкусните деликатеси и најскапите шампањи. Дури може да си одберете и посебна титула под која сакате да бидете заведени во системот. Тука може да се чувствувате како крал, принц, председател. Имате пристап до сите светски весници доколку ви е потребно да бидете во тек со сите информации. Секој патник во апартманот може да изгледа видео со сите безбедносни мерки во случај на несреќа. Покрај основните работи и услуги во оваа класа, добивате и луксузна козметика само за вас, можност да уживате во музиката и филмовите со врвна технологија, постелнина и пижами од светски брендови. Доколку не сакате да заспиете и до максимум да го искористите патувањето, тогаш може да нарачате уште некое кафе со врвен вкус и најквалитетни состојки, чај или што и да е вашата желба. Може да се обратите на секој од келнерите кои се обучени за да ви одговорат на сите потребни прашања и да ви го препорачаат најдоброто. Може да добиете и посебен водеч кој ќе ве прошета низ целиот авион доколку сакате да го разгледате. Кога е време за спиење, она што претходно ви е удобна кожна фотелја, ви ја претворуваат во широка спална на која може да уживате без никој да ви пречи. Пред спиење и следното утро може да користите посебна бања во која може да се пресоблечете и подготвите за слетувањето. Веројатно е полуксузна од многу соби кои се наменети за спиење. Штом се разбудите, добивате информативно видео за временската прогноза и сите неопходни информации за местото каде што треба да слетате. Повторно ги добивате најлуксузните и најквалитетните оброци кои може да ги посакате. Ако се уште имате време до слетувањето и имате време за уште една дремка, може да уживате и на единечен кревет кој е еднакво удобен. Ако покрај сите претходни оброци повторно сте гладни, ви следува се што ќе посакате на трпезата. Ова е се што ви подготвивме во денешното издание на Нов ден. Во наредниот вторник не очекува уште еден нов ден и нови содржини. До тогаш имајте пријатни денови.